Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Почнати се летните горештини кога сме на прагот на летото, а и гушвите на македонските граници. За влез во нашава земја, кај Табановце-Кумановско се чека 40 на минути, а на граничниот премин Богородица-Гевгелиско кон Грција се чека околу половина сат. Меѓутоа, за време на викендите гужвите се поголеми и поради доегањето во родниот крај, а и поради летноодморските тури на агенции, па навалица на летувалци и така натаму. Според најновите податоци, македонскиот пасош е рангиран на 40-то место во светот во оваа 2025 година. Со него може да се патува без виза во 130 земји и територии во Европа, Јужна Америка и делови од Азија, Африка и Океанија, што го позиционира македонскиот пасош како доста значаен документ во регионот и пошироко. Меѓутоа, се уште, македонците мора да бараат визи за влез во Соединетите Американски држави, Канада, Австралија, Велика Британија, Индија и други земји. Од забријаниот Израел во Македонија се врати првата група од 8 темина. Со авион на владата, тие преку Египет допатува овде дома. Грижата на власта за македонските државјани во тие воени подрачја продолжува. За милениумскиот, за библискиот македонски народ, најверно сведоштво се безбројните археолошки предмети кои постојано се пронаоѓаат во Македонија, како и разни пишани документи, црковни дела и други факти. Македонците се оддамни на новие балканско-европски простори, деновиве во комплексот Маркови кули над Прилеп, за кој се вели дека е една голема некропола. Археолозите открија 5 нови камени гробници во Карпа, кои биле од времето на владењето на македонските кралеви Филип V и Персеј од вториот век од новата ера. А на собирот на шефови на држави и влади за соработка во Југоисточна Европа во Тирана се обрати пресателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова, укажувајќи дека земјите членки од регионов треба да бидат двигатели на проширувањето на Европската Унија, а не тие да бидат извор на блокади и уцени. Земјите кои се кандидати за еврочленство се почесто се соочуваат со сопки и блокади поради некакви билатерални прашања, па наместо европеизација на Балканот, сведоци сме на опасен тренд на балканизација на Европската Унија, нагласи пресателката Силјановска. На меѓународна конференција во Будимпешта зборуваше министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, велејќи дека македонскиот народ ја има платено цената на трпение и компромиси, ама постојат граници, постојат црвени линии кои нема да ги преминеме. Нашиот јазик, идентитет и културно-историски континуитет не може да бидат предмет на преговори, оти тие се душата на македонската нација, рече министерот. Од Данска министерката за европски прашања Мари Бјерт при посетата на нашава земја порача дека проширувањето на Европската Унија ќе биде една од главните задачи во наредните 6 месеци на Данска, која од 1 јули ќе преседава со Европската Унија. Како што нагласи министерката од Данска, Македонија видливо има остварено голем напредок кон Европската Унија и ете, искрено да кажела, како што рече, моментот на проширувањето бил тука, па ја замолува Републикава тоа и да го зграпчела, а тие ќе помагале. Па ајде да видиме ке има ли чекор напред.
На одбележувањето на 35 годишнината на ВМРО-ДПМН под мотото «Идеја што не запира, вредности што носат промени», на собирот одржан во Битола се обрати председателот на партијата Христијан Мицкоски. Тој порача дека силна Македонија не се гради само со бројки и економски показатели, туку и со чување на традицијата и вредностите, кои не дефинираат како народ. Семејството, нацијата, трудот, честа, традицијата, редот, правдата и одговорноста се нашиот темел. Ова е борба за нашите деца, за нивната иднина и за достоинствен живот во сопствената татковина. Според Мицкоски, најдоброто допрва доаѓа заедно со честна работа и срце полно надеж дека ќе изградиме Македонија каква што заслужува. Како што слушаме изминатите денови од владата, нејзината цел е да го заврши својот мандат со бруто домашен производ на Македонија од над 20 милиарди долари. Тоа ќе значи посилна економија и побогат македонски народ. Подобрена е и бизнис и политичката клима, а се зголемени и инвестициите. На 17 јуни 2018 година, значи пред 7 години, во селото Нивици на брегот на Преспанското езеро од егеско-македонска страна, беше потпишан така наречениот Преспански договор. Потписи ставија тогашните министри за надворешни работи Никола Димитров и Никос Кодзијас, додека крај нив беа експремиерите Заев и Ципрас, посредникот во преговорите Македонија и Грција Метју Нимиц и други. 8 месеци по потпишувањето на договорот на 12 февруари 2019 година и официјално стапи во сила. Меѓутоа, указот за договорот не го потпиша тогашниот председател на Републиката Ѓорге Иванов, ама пак власта го протурка и законот за Преспанскиот договор беше објавен. Македонија исполни најголем дел, а можеби и сите обврски од договорот, почнувајќи од смената на уставот, од смената на уставното име и прекрстувањето на Македонија во Северна. И ете, неретко слушаме да не нарекуваат северномакедонци во светот, а кампањата беше голема и за смена на пасоши, лични карти, регистерски таблици, автопат, смена на имиња на министерства, институции, стадион, организации, друштва и што се не. Додека Грција имала малку направено. На некои сообраќајни знаци, например, уште стоело Фиром или Скопје, а не се ратификувани ниту трите меморандуми за соработка Атина-Скопје. На 24 јуни во Европскиот парламент извештајот за напредокот на Република Македонија ќе биде на дневен ред за гласање, откако претходно на 4 јуни известувачот за Македонија во Европарламентот Томас Вајц го одложи првото гласање поради разни притисоци и стотиците антимакедонски амандмани поднесени за извештајот, и тоа најмногу од бугарски европратеници. Меѓутоа, изминативе дена имало повторно жестоки политички притисоци од страна на бугарски пратеници и од владата во Софија. Дали излегува на површина вистинската цел и причина од Бугарија, а тоа било дека македонците се сегашни, дека македонската нација постоела од сега и со сегашен македонски идентитет, кој го зборувал мајчиниот јазик, ама тој бил врз бугарски корени. Тоа барале комшиите од исток. Па вакви скандал политики уште ли ке се шират во 25-та година на 21-виот век? Продолжуваме со вестите. Истрагата за катастрофалниот пожар во дискотеката во Кочани, во кој настрада 62 лица, главно млади, била спроведена во целост и никој не бил поштеден. Обвинети се 34 лица и 3 фирми. Во Кочани родители на трагично настраданите во дискотеката имале средба во јавното обвинителство, а со пари од буџетот ке се направил споменик за трагично настраданите во овој град. Во Македонија жените живеат подолго од мажите, во просек речиси за 5 години. Најмногу починати лани имало во јануари 2000, а најмалку во април 1500. Од вкупно починатите 20.000 поголем број или над 10.000 биле мажи, а 9.500 жени. Во македонските крајезерски центри има се повеќе гости од Републикава и од разни земји во светот. По пуштањето на современиот пат Охрид-Свети-Наум, веќе кон Охрид забрзано се работи и на автопатот од Кичево, па се очекува првите 40 на километри кон нашиот најголем туристички центар да бидат пуштени до 10 јули.
додека делот од експресната делница од Градско до Прилеп, поточно од Дреново до Фариш, до крајот на јуни да биле веќе во употреба. Подсетување дека на 15. јуни 1986 година трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа, која мистерија останува до денес. Тогашниот поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот господин Ангелари, на патот Прилеп-Велес во Кавадаречката регија, одеднаш пред автомобилот на поглаварот се нашол камион, па било згмечено возилото кое бил тој. Има сомнежи дека била намерно предизвикана несреќата поради заложбите на Ангелари за обединување на Македонија, искажани во еден негов говор одржан на гробот на Гоце Делчев во Скопје. Во рударско-енергетскиот комбинат Битола автоматски бил исклучен од електроенергетскиот систем блокот 2, откако се активирал заштитниот систем поради зголемување на температурата и избувнатиот пожар близу ормарот за електронско управување. Поради основано сомневање за саботажа, одма реагирале на самото место надлежните екипи, па случајот го истражува криминалистичка полиција. Уште еден земјотрес во Охридско-Струшкиот регион. Првиот потрес некни утрото бил со јачина од 3,8 степени според Рихтеровата скала, а вториот ден-два потоа бил 2,5 степени на длабочина од 10 километри. Пожар избувнал во објект на касарната од Тетово. При гаснењето двајца припадници на армијата биле повредени и однесени во болницата. Огнот го изгаснале пожарникари од градот. Радиопрограма во Македонско продолжува со својата долгогодишна, исклучително важна и незаменлива мисија и улога во афирмирањето на македонскиот јазик, македонското име, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Благодарение на разбирањето, на помошта и добрата волја на Алек и Димитар, тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Тоа се успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алек и Димитар. И на крајот за времето, дали ова македонско лето ќе биде потопло и посушно од она што сме навикнале? Ако се остварат прогнозите на метеоролозите, тогаш летната сезона би почнала со нешто врнежи, ама како ќе одминуваат деновите, така и времето ќе било се пошешко, со можни топлотни бранови. Овие дена имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност, а во попладневните сати понекаде е нестабилно време, со пороен дожд, грмежи, громови и засилен ветар. Тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредниче и водител, познат писател и родолюб, Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам Фиданката Наскова од Стариов крај ви пожелува да имате тоа што вие ќе посакате. Doaѓам во роден крај,
специјална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број Симеон Талевски на 630-986-5000. Вилбур Кија и Форстар Дилер се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 милии северно од македонската црква Свети Кирил и Методи. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Dobar dan, ja sam Leli Marković, vlasnik Mac Travel Agency, a vi slušate makedonski radio program Oro Makedonsko. Колку близко е телефонот, толку близко е и стариот крај ако патувате со Serbian Airlines. Комплетна резервација преку телефон може да ви направи Mac Travel International и Лили Марковиќ на телефон. Телефонот Mac Travel Agency е 773-780-1945. Колку близко е телефонот, толку е близко стариот крај. Патувайте со Mac Travel, ви посакува среќен пат. Serbian Airlines поаѓа од Чикаго и Њу Йорк до Белград со конекција до сите градови на Балканот. Време е вашиот одмор да го направите преку Mac Travel и Serbian Airlines. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашиници се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме трите компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Азел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или на YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 Или на имейл braichevski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Вчера се водеше жестока дебата околу исклучување на дијаспората во изборниот процес. Беше прашање кое Илире Даути од Европскиот фронт го постави на премиерот Христијан Мицкоски. Таа побара предлог законот од ноември минатата година да се повлече и одлуката да биде невалидна и ја оцени како дискриминаторска. Таа дијаспора економски ја поддржува економијата на државата и не заслужува да биде исклучена, рече Даути. Sepse duhet të qëndrojë në ligjin për veçeverisje lok. Мицкоски, кој рече дека тоа е направено за да може да се направат измени кои ќе бидат во согласно со изборните процеси кога се бираат градоначалници и советници. Тој притоа побара поддршка за да се направат измени на изборниот законник за да има една изборна единица и да бидат вклучени и гласовите од дијаспората. Јас
би ја повикал заедно сите да го промениме законот за избори, изборниот законник, и да направиме една изборна единица. И во таа една изборна единица да дозволиме и диаспората да гласа, да формираме, да дозволиме да се формираат избирачки места во оние држави во кои што се дозволува согласно устав да се формираат избирачки места надвор од ДКП-ата, од дипломатско-конзуларните представништва. Даути постави прашање до Мицкоски за училиштето во Крушевското село Норово, да им се легализира изградениот објект, бидејќи, како што рече, тие учат во лоши услови. Мицкоски ја повика Даути заедно да одат и да го решат ова прашање, но, како што истакна, на законски начин, бидејќи објектот е изграден на нерегулирана парцела и без дозвола од општината. Селеник албанец не е исто. И селеник македонец заборава веќе, тој заборава и јазикот заборава, и селеник албанец не заборава, и гради куќа. Секое лето и гради 3 куќи, не една. И не иде во Австралија, да? Така што ние треба да направиме се како држава за да ги избегнеме лажните утехи. Лажните утехи нема да не донесат никаде. Селеник македонец и селеник албанец не е исто. И селеник македонец заборава веќе, тој заборава и јазикот заборава, и селеник албанец не заборава, и гради куќа. Секое лето и гради 3 куќи, не една. И не иде во Австралија, да? Така што ние треба да направиме се како држава за да ги избегнеме лажните утехи. Da ne zbere se gde je tesno, eve bačiš pukaj pesno, sviba to nešto lesno. Koj ke vikne, koj ke plakja, nebitno moji bratja, uspore tebe li zori, ovoj merak neka gori. Nema tri, nema ni tu jedna, dajte 10 dušama je žedna. Zlatni trubi, koji ne ide mnogo gubi, ako praša kako nije, kažete mu neka spije. Koj ke vikne, koj ke plakja, nebitno moji bratja, uspore tebe li zori, ovoj merak neka gori. Nema tri, nema ni tu jedna, dajte 10 dušama je žedna. Deset turi žolta naša, jasno noćma ovde vaša.
Драги слушатели, уште првиот ден во Скопје пристигнав, мислев дека ќе ви се јавам од Охрид, тоа утре ќе направим, меѓутоа денес имав таа чест да бидам заедно на масата со една од глумиците на емисијата која го носи името Зевзек Манија, шеговита преводено од турски на македонски. Една од личност која вистински и ја обновува, не само ја обновува, но ја држи емисијата во старт, тоа е Олгица, која што денес сме заедно. Олгица, многу интересни се вашите емисии. Што ве натера вас да бидете дел од таа емисија, за народот да го расположите? Па вака, јас по професија сум филмски и телевизиски монтажер и со Горан Величковски, кој што е уредник и автор на целата емисија, соработувавме како монтажерка и како новина. Ни фалеше уствари во неговата емисија женски лик и јас да ви кажам најслучајно, од што немаше кој, па јас се нафатив. И почитоците, нели, секако беа и тешки и не толку добри како што сега. Времето си го направи своето. Ние и приватно се дружиме со Горан Величковски и со сите од екипата и тоа на екран се познава. И на тој начин јас влегов во глумачката екипа. Иначе со техничкиот дел на емисијата од првиот ден сум таму. Величковски имаше прво друга емисија која што се викаше Вера, надеж и љубов и обработуваше теми од христијанството. И некако имаше гледаност и немаше гледаност и реши да го смени правец и отиде во спротивна насока. Во спротивна, сакам да кажам, да ги засмејува луѓето. Прво да кажам, јас мојата емисија, мислам, на Оро Македонско постои 55 години, покрај политика, црковна емисија и едно друго, имаме и дел од вашата емисија. Рековте како женско имаше друга женска особа кај вас, не е повеќе. Тоа е керка му на Величковски, на Горан Величковски, Нина се вика, девојчето е графички инженер и си работи на графички дизајн во една друга фирма, она беше кај нас хонорарно, не беше вработена. Да. Дали можеш во овој момент, знаеш, ние новинарите некојаш немаме влакно на јазикот, дали можеш да ми одглумиш еден мал инсерт од твоите глуми? Па, видите вака, јас покрај со ова што се занимавам, што глумам во Зевзек Манија, имам и монодрама моја. Автор на таа монодрама е Трајче Кацаров и можам од таму еден текст да ви кажам, ако сакате, краток. Тоа се работи, тоа е една јака, силна жена, која што во принцип сака да се решава све сама. Ама често не и успева, ама она се труди. Добива порака на телефон и вика, а тоа е на дијалект од не сакам да го глумите вие тоа. Да. Од детста. Порака. Миличките моритија, многу ме сакат. Многу ме сакат. Ама они мислат дека ние не може да се најдеме со телефоните и затоа пораките и се од кратки пократки, најкратки. Да ви кажам, многу се сентиментални. Од кој да у Америка прсти испокршија пишејќи ми пораки, од толку што пишат јас дури не стигам ни да ги прочитам. Јас сега шо напишале? Златничките моритија. Мамо и тато, надеваме се, сте живи, ако сте живи, да знаете, ути од утре кај нас ке залад. Викам ви, но они многу се грижат за нас. И некако помина ми у навика, да ви кажам, ко ќе добијам порака, одма го викам Веселко. Веселко нон-стоп седе у нужник. У Македонија, ако не се занимаваш со политика, едино своите ставови може да ги кажеш само у нужник. Викам, дојде бе да потврдиш од сме живи. И он некако вика од нужникот, ке ни поверуват ли? И викам си, кало и да не ни поверуват, нема да се единствени, на нас цел свет не ни верува од сме живи, а ние живееме. Ние живееме, македонците, како одинат да живееме. Дедо викаше, македончето одинат може една вреќа сол да изеде. И земи ги пример нашите политичари. Они одинат издаја еден куп рудници, еден куп фабрики, државата издаја одинат. И па на крајот ни баба јала, ни баба не пил.
Одлично, браво. Знаеш што ги предложам јас? Многу пеачи доаѓаат во Америка и јас се за Америка зборувам, јас на времето бев менаџер, меѓутоа јас би препоручал не е лошо вие или еден или двајца од хумористите да бидите заедно со тие естрадни уметници, затоа што нас не треба шалата, нас не треба смеата, нас не продолжи животот, затоа што не знаеме во што да веруваме денес, во политиката, во црквата или во вие сте тие. Ќе можете ли некогаш со некои естрадни уметници да не посетите во Америка? Па тоа е само организација. Јас би сакала да дојдам, ама треба некој да не организира. Ние слабо стоиме со менаџери и со ова, со она. Значи, ако некој сака да не организира, зашто да не би дошли? Ќе не биде драго. Што ќе му препорачате на иселениците? Што да препорачам? Да препорачам да си ја сакат државата, да бидат патриоти, ама да бидат реални. Се сака држава и од 10.000 и од 15.000 километри, ама да ја гледат вистината, затоа што ние што останавме тука се чувствуваме како последните мухиканци. Сите млади отидоа, оваа земја стана земја на стари луѓе и тоа не е добро. Да заработат пари и да ни се вратат. Логиса, ти благодарам. Ви благодарам и на вас. Спонсори на денешното интервју се Алек и Димитар, партнери на Two Company in Infinity Truck Cell и Truck Partner Company од Чикаго. Значи, спонсори на ова интересно интервју се Алек и Димитар. Интервјуто ќе го продолжиме после ова мала песна Оче наш испеана од неколку девојчина. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000.
longest and least acknowledged struggles, the challenges faced by ethnic Macedonians within Greece. For over a century, these people have endured relentless persecution. This is a story of forced assimilation, denied identities, and for many, unimaginable suffering. Join us as we uncover the dark legacy of this repression, a legacy that left thousands without homes, separated families, and shattered lives. We invite the attention of organizations like Amnesty International Human Rights, Watch the European Court of Human Rights, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and the OSCE, High Commissioner on National Minorities, to witness these accounts and consider the Macedonian community's ongoing call for justice and recognition. At the beginning of the 20th century, the Balkan region was a land of shifting borders and multicultural communities. In the Balkan Wars of 1912 and 1913, Greece, Serbia, and Bulgaria fought for control over Macedonia, a region known for its diversity, with its own language, culture, and traditions. However, the people living there were often disregarded in political deals that prioritized expanding national borders. In 1913, the Treaty of Bucharest ended the Second Balkan War, dividing Macedonia among Greece, Serbia, and Bulgaria. Greece took the largest portion, known as Aegean Macedonia. This treaty ignored the voices of the local population, marking the start of a long period of cultural repression for Macedonians within Greece. By 1913, Aegean Macedonia had a population of approximately 1,052,227, comprising several ethnic groups. The ethnic Macedonians numbered 35.2%, followed by Turks, 26.05%, Greeks, 22.50%, Jews, 6.49%, Vlachs, 4.22%, Roma, 2.4%, Albanians, Tosks, 1.43%, and various others, 1.71%. Greek authorities subsequently began systematic efforts to Hellenize the Macedonian population, suppressing their cultural and linguistic identity in an attempt to assimilate them into Greek society. This division and the ensuing policies set the stage for generations of persecution, as the Greek government sought to erase the Macedonian identity. Following the treaty, Greek authorities launched aggressive Hellenization policies, particularly under the dictatorship of Ioannis Metaxas in the 1930s. Speaking Macedonian was forbidden, even within private homes, as authorities frequently conducted inspections to enforce this rule. If Macedonian was spoken, individuals could be fined, harassed, or arrested. These repressive policies were designed to eradicate the Macedonian language and cultural expressions, instilling fear in families and forcing them to abandon their identity. Those detained faced brutal punishments. Many Macedonians were sent to prison camps under horrific conditions, where they endured torture, starvation, and abuse. Tragically, some of these prisoners never returned. This period forced the Macedonian community into silence, unable even to speak their native language without fear of punishment. During and after World War II, the repression against ethnic Macedonians intensified dramatically. Greek authorities viewed many ethnic Macedonians with suspicion, treating them as potential threats. Villages suspected of harboring resistance fighters suffered bombings, arrests, and massacres. Thousands of civilians were tortured, imprisoned, or killed. This period brought an unprecedented level of violence and distrust, as the Greek state saw ethnic Macedonians as a threat to national security. As the war ended, the persecution did not abate. Instead, Greek authorities intensified their campaign
with widespread arrests and brutal measures against Macedonian civilians. This climate of fear and violence affected entire communities who faced abuse and intimidation from the state. The Greek Civil War from 1946 to 1949 was another devastating period for ethnic Macedonians, permanently separated from their homeland and property. This legal barrier entrenched their displacement, preventing them from returning to their villages and further erasing their presence in Greece. The toll on the Macedonian population in Greece was catastrophic. It is estimated that around 5,000 ethnic Macedonians lost their lives due to conflict and persecution, while thousands more were imprisoned, tortured, or disappeared. The scars of these events, physical, psychological, and generational, remain deeply embedded in the Macedonian community. There were also documented cases of sexual violence used as a tool of intimidation against Macedonian women. This targeted abuse was intended to break the spirit of the community, using fear and trauma to suppress any resistance or expression of Macedonian identity. Повторно се јави. По кој знае кој пат баба, како што го нарекуваат некои од неговите сопартици, ни се заканува со улици, протести, радикализација и нормална војна. И по кој знае кој пат институциите молчат. Ја не знам што се чека. Дуи на вистина да направи некоја белја во обид да се спаси од криминалите и повторно да ни се врати на власт. До кога ќе ги трпим овие закани на Ахмети за таа негова рѓава пушка и неговите чизми на тавана? И сега зошто? Затоа што повторно еден од неговите соработници кои беа на власт во изминативе 20 на години заврши за решетки. И тоа ајде да беше некој од оние милионски криминали како тие нагрубили останатите екс-функционери. Туку човекот заврши во шутка заради осомниченост или инволвираност во случајот Кочани, еден од најтрагичните настани во поновата македонска историја. И мислам дека нема човек во оваа држава, било кој, од било која националност, кој мисли дека Бектеши е за решетки затоа што е албанец. Не, таму е затоа што е еден од многуте корумпирани функционери кои буквално не исцицаа крвта во изминативе години. И да бидам искрен, до некаде го разбирам Ахмети. Му гори под нозет. Половина партија веќе има резервирано влезници за во Идризово, така што не му останува ништо друго, освен да се заканува. Само што оваа негова револуционерна во наводници патетика не пали веќе кај никого. Па дури ни кај самите членови на ДУИ, а не пак кај албанците во Македонија. И видите која му е заканата. Ки излегол на улица ако Бектеши се најде на списокот со обвинеци. Значи не го брани со аргументи, не слушнавме докази дека е невин, ништо од тоа, туку едноставно. Ако го обвините, ќе излеземе на улица и ќе правиме беј. Па немојте ви се молам. Ајде тогаш сите нека прават така. Ако ве обвинат за нешто, за некој криминал, соберете десетина души, затоа што повеќе од ова Ахмети не може да собере, па излезете на улица и заканувајте се со војна. Затоа што ете според ДУИ, улицата е партиски парки. Да не беше трагично, ќе беше комично. Љубов ми рана отвори, одмерат лудо за тебе, среќа радости ми донесе, ветер тугина те однесе. Sreća radosti mi donese,
Светот планина. Еј, моме бре, ти ме изгоре, за тебе бејам и плачам. За љубовта и младоста, за мене што не се браќа. Еј, моме бре, ти ме изгоре, за тебе бејам и плачам. За љубовта и младоста, за мене што не се браќа. За тебе душо живеја, од срце песна ти пеја. Дојди, моме, дојди крај мене, да изгорам и јас со тебе. Дојди, моме, дојди крај мене, да изгорам и јас со тебе. Еј, моме бре, ти ме изгоре, за тебе пејам и плачам. За љубовта и младоста, за мене што не се браќа. Еј, моме бре, ти ме изгоре, за тебе пејам и плачам. За љубовта и младоста, за мене што не се браќа. Панорама на преспанското село Герман. А Герман е една од постарите словенски населби во овој дел на Македонија. За постанокот на селото постои легенда дека селото постанало многу одамна, уште со доаѓањето на словените. Селото го има добиено името по името на црквата. Се смета дека оваа црквичка е подигната негде во времето на Самуиловото царство. Инаку, селото Герман е познато по тоа што во преспанскиот крај основачот на првата македонска држава ја имаше и својата прва престолнина на островот Свети Ахил. Па Герман го има користено сигурно како место каде што престојувал. Тоа е интересно што во 1888 година при копањето на темелите за нова црква, во ова село во темелите е најдена една мервена плоча со прв словенски кирилски надпис. Плочата ја има ставено Самуил како надгробен споменик врска со смртта на неговиот татко Никола, мајка Рипсимија и братот Давид. Тој е прв словенски надпис, инаку датиран од 993 година. Овој надпис, оваа плоча мерверна, фактички во 1915 година бугарските власти ја имат однесено и таа денеска се чува во археолошкиот музеј во Бугарија. Инаку, за време на Самуиловото царство, овој дел на Македонија играл значајна улога, затоа што тука, еве, престолнината му била на островот Свети Архил. Тука имал дворци, се спомнуваат како што е денеска топонимите селото Царев двор, Царина, во Горна Преспа. Меѓутоа, Самуиловата држава, како што знаеме, не постоеше многу. Таа негде во 11 век е уништена од Византија, после поразот на Самуил на Беласица, кога беа 14.000 ослепени македонци. Грчкото влијание преку византиската држава во Македонија се шири многу брзо, главно преку црквата,
и тоа влијание нормално беше насочено кон асимилација и освежување на византиската држава. Народот едноставно врз верска основа и културно-просветна го разделија и го доведоа во на вистина тешка ситуација. Опасноста од поделба на Македонија беше надвисната. Тоа го предскаже и Мисирков 1903 година во својата книга за македонските работи. Меѓутоа, македонската интелигенција некако не го свати сериозно и не дојде до обединување на сите сили за борба против пропагандите. И круна на таа пропаганда, прво на културно-просветно поле, а потоа и оружана, беа Балканските војни 1912-1913 година. Балканските држави во име на своите завојувачки интереси тргнаа да истераат Турција и да го ликвидираат турскиот османски систем на Балканот. Тие ветуваа на македонското население дека ќе му донесат слобода и земјата дека ќе биде негова. Меѓутоа, македонскиот народ уште еднаш во својата историја беше излажан, даде свој придонес во овие војни, даде огромни жртви, меѓутоа на крајот беше измамен. Остана со празни раце. Имено оние што ја зазедоа Македонија ги фатија позициите и набрзо го спрема нејзиното распарчување. Во село Герман 1900 година. До својата 13 годишнина сум живеел во родното село. 1913 година комисија, една војна комисија составена од грчки и српски офицери ја утврдуваше границата. Селото до тогај, од 12 до 13 година, беше под србите. Од 13 година, од почетокот на октомври 13 година, помина под грците. И нашето семејство требаше да се сели, зашто татко ми беше активен член во Ваморовската организација и не можеше да остани во Грција. Во Долна Преспа беше идентичен, рековме, како и носијата на тие 24 села, така и говорот му беше сличен. Македонски со посебно наречи. Се разликуваше помалку во наречито од рекарските села, што ги викаме Желео, Ошти има Бесвина и така натака, малку повлечено тие збореа. И од Горна Преспа, да речеме, Ресенско таму, и тие малку поинако говорима. Овие села, 24, толку многу си беа сближени покрај говорот и носијата, така да често имаше и мажачки меѓу тие села. Од едно село во друго, да речеме и границата која се постави, 1913 се не можеше да се збриши тоа крвно сродство. Беше во Герман, исто си ја имаме и во село Долно Дупени. Преспата ни е Егејска преспа Македонија и ова ни е Југословенска наша Вардарска Македонија. Јас дојдов 41 година. Живеа тука и фамилија си имам и све. Како млади години што беме во тоа време, ние сме сликани и навода извадени во Долно Дупени. А исто ни е обичајо наш, како што беше во Егејска Македонија, во село Герман, така најдоме и во Југославија, кога дојдоме во нашето село Долно Дупени. Јас се викам Сандра Ѓакова. Сум од село Герман. И туа сум мажена во Дупени. Исти беме, како таму, така и тука. Како што носиме руфето тука што го не имаме, така го носиме и таму. Друго Сливница, така овој руфет го носиме. И многу добро ние, и тука навода се изваваме, како таму во Герман на полена што излегваме в навода, така излегваме и во Дупени. А не сме само ние тука дојдени,
Има доста, 6-7 наши, одеснаха наши се тука, а има и постари од порано што беа доедени. И тие си живеат тука по цели цела, Дубајно, Наколец. Многу добро е. Вика Мара Димовска. Сум родена во село Дупени. Живеев таму до 20 години. Се мажив за во Герман. Зедов со првиот Тодор тука. Можат ми е тука до мене седнат. Се вика Тодоре. Свадба правиме на ден Митровден. Имаше свадби големи таму, имаме 17 свадби. Имаше народ голем, веселба беше многу убава беше таму. Имаше и од Дупени луѓе, нашето село и од другите села имаше таму. Од 1936 година се обзаведе диктатурата, поготово на Метаксас. Толку строго беше за јазикот, што не смееше никој да зборува. Таа обзаведе вечерни училишта да учат грчки јазик и 80 и повеќе годишни старци. Кој Герман и пребегнав 1948 година, како и многу деца од Егејска Македонија, кои пребегнаа во тешките денови на граѓанската војна во Грција. Сега живеам во Скопје, имам семејство, инаку татко ми беше учесник во граѓанска војна во Грција, мајка ми беше по затворите во Грција, година и пол со браче, со помалиот брат, кој имаше 2 месеца. Се врати после година и пол во селото и по бомбардирањето на селото од морофашистите пребегна со двајца на браќа и сестра ми, јас останав и парата во селото по 2-3 месеца и јас пребегнав во Југославија. Треба да имам во родното место, да го поседам, но поради познатите причини немам можност да идам. Дојдов до ова видеокасета, ја пуштам, го гледам родното место, доаѓаат луѓето од Герман, почесто ја гледаме заедно и така се посетуваме на своите домови, на своите ниви, баши, така. Грци катили, оста светот лажете, не ве мачи името, тук ве мачи Егејот, времето си помина, сојузот ви се распадна. Цел свет знае што направите, древна Македонија ја поделите, Букурешки договор скоро ке се отвори, македонско прашање да се затвори. Егеј наш македонски мора да го вратите, за се што лошо сторивте, ќе ни платите. Како не се срамите, име Македонија, вие да менувате, било и ќе остане име Македонија. Цел свет знае што направите, древна Македонија ја поделите, Букурешки договор скоро ке се отвори, македонско прашање да се затвори. Егеј наш македонски мора да го вратите, за се што лошо сторивте, ќе ни платите. Македонска поезија.
Постојат мигови во животот кои никогаш не треба да се раскажат, да се премолчат. Едноставно да се премолчат. Постојат моменти, денови, години, личности. Постојат кои да не постоеле. Да се заборават, просто да се заборават. Постојат денови во животот кои никогаш не треба да се доживеат, да се одживеат, почувствуваат, помирисаат, исплачат, вкусат, видат, премижат. Постојат моменти, денови, ноќи, месеци, години, личности. Постојат ноќи во животот кои е подобро да се одминат, да не се случат никогаш, да не почнат, едноставно да не почнат, да се прескокнат, да се заобиколат. Постојат моменти и години кои подобро да се прескокнат, да не почнат. Така ќе немаат ни крај. Постојат личности во животот кои е подобро никогаш да не се сретнат. Со погледот, никогаш, нит во душата, нит со здивот и плунката и мирисот на косата и раката, на пазувата, на стапалото, вкусот на солзата, на насмевката, на радоста и тагата, да не се прегрнат, да не им се чуе гласот, да не им се види забот, да не знаеш која коска им ги држи крилјата и кој ветар на кај ги води. Личности кои треба да се заборават, пред да се сретнат. Едноставно да се премолчат, да се одминат, да не се случат никогаш, да се прескокнат и да не почнат. Постојат личности кои немаат крај и те болат, во коските те болат, а не треба. Постојат кои да не постоеле. Никогаш. Коски од Димитри Соле Љубин.
недела наплодне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонска. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Јас сум Стево Мегленски, вокален солист група Милениум Битола, а вие слушате Македонско радио Оро Македонско. Идиш дома, јадиш еднаш на 2 дена и те снемва. Татко ти ќе ти ја заклучи куќата. Кај сакаш спиде ми ја гајле. Ето ти кажам. Добро бе дете, стани бре дете, излези. Срасна со та фотелјата, срасна корења пушти. Излези малку сонце да те види. Витамин D да фатиш. Менка ќе си мисли ти имаме киднапирано бре, излези кога ќе се жениш, излези запозне некој чупе, излези малку од дома. Но кого? Почитували слушатели на македонската радиопрограма Оро Македонско од Детройт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски Пелистерски. За најновите случувања од Република Македонија, следете не во продолжение. Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во јуни се зголемени за 790 денари во споредба со мај, покажуваат податоците што ги изработува Сојузот на синдикати на Македонија. Според овие податоци, вредноста на синдикалната минимална кошница во јуни изнесувала 64.698 денари. Со изнаеман стан од 60 метри квадратни 80.073 денари. Зголемување од 733 денари има и кај храната и пијалоците во однос на мај. Пресметките на ССМ покажуваат дека за храна и пијалаци во јуни на едно семејство му биле потребни 23.167 денари. Имајќи ги во предвид горе наведените податоци, евидентно е дека, откако завршија активните владини мерки, вредноста на синдикалната минимална кошница за 2 месеци е зголемена за 2007 денари, додека кај храната и пијалоците за 2 месеци има зголемување за 1678 денари, велат од Сојузот на синдикати на Македонија. Постојано повикувавме граѓаните да си ги контролираат здравствените сметки. На апликацијата Моје здравје можат да вршат увид на прегледите и здравственото осигурување. Доколку увидат некои упати за здравствени услуги, што тие не ги користеле, да поднесат пријава до Фондот за здравствено осигурување. Ова го истакна директорот на Фондот Сашо Клековски во однос со случајот со злоупотребата на лични податоци. Овде станува збор за измама на Фондот за здравствено осигурување, бидејќи претпоставувам третиране пациент кој нема здравствено осигурување, кој не би имало потреба да се користи туѓо име за третман од здравствено што го добива. Во основа ние ги повикуваме сите граѓани да се ги контролираат сметките и доколку востануваат упати за специјалисти, лаборатории, диагностика, што тие не ги користеле, да поднесат пријава до Фондот за здравствено осигурување. Ние по сите предмети постапуваме индивидуално и вршиме проверка на фактичката состојба и можам да кажам дека такви случаи има редовно. Значи не граѓаните си преуваат. Од друга страна, укажуваме дека необходно да Фондот за здравствено осигурување има поголема контрола на системот на упатување и на специјалистички, меѓуто и на диагностички прегледи. Ние предлагаме да се воведе повеќе кратна автентикација преку Фондот за здравствено осигурување и информирање на граѓаните преку мобилна апликација преку СМС. Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека тој би бил најсреќниот човек доколку на 24 јуни биде усвоен извештајот на известувачот на Европскиот парламент Томас Вајц за Македонија. Според Мицкоски, конечно излегла на површина вистинската бугарска стратегија. Деновиве добивам информации за повторно жестоки политички притисоци од страна на бугарските европратеници и бугарската влада дека ако биде изгласан тој извештај, внимавајте, тоа можело да ги радикализира проруските струи против проевропската сегашна бугарска влада. Тоа доволно ви дава одговор.
во каква состојба е една членка на Европската Унија и кој во суштина го попречува евроинтегративниот процес, за кој што од опозицијската СДСМ или генерално од опозицијата се подготвени на слепо само да подпишуваат. Замислете, кога ние би биле така непромислени и лековерни политичари, каде би бил крајот. Но ние ќе се бориме, ќе продолжиме да се бориме и сите оние дел од членовите во АФЕТ и дел од европратениците ни даваат огромна поддршка. За нас е доволна сатисфакција што конечно на површина излезе вистинската причина и вистинската стратегија која што доаѓа од нашиот источен сосед. А тоа е, ќе повторам, создавање на сегашна македонска нација со сегашен македонски идентитет, која што го говори својот мајчин сегашен македонски јазик, а почива на бугарски корени. Макроекономската слика за македонската економија не е значително променета во споредба со октомвриските проекции, оценува Советот на Народната банка. Растот на БДП се очекува да биде 3%, што представува мала надолна ревизија во однос на октомвриската оцена. За периодот 2026-2027 година се очекува раст на економската активност од 4%. Главен носител на економското закрепнување ќе бидат пред се инвестициите, поддржани од јавниот инфраструктурен циклус и странските инвестиции, наведува Народната банка. Најновите оцени упатуваат на просечна стапка на инфлација од 3% во 2025 година, наспроти октомвриските согледувања за инфлација од 2,5%. Оваа промена ги одразува малку повисоките остварувања во првиот квартал оваа година, но и на горните ревизии на оцените за цената на суровата нафта и на основните прехранбени производи на светските берзи. Ризиците за инфлацијата во најголема мера се поврзуваат со геополитичките тензии, трговската неизвестност предизвикана од протекционистичките политики, нарушувањата на синџирите на снабдување и климатските фактори, се наведува во соопштението од Народната банка. Очекувањата се дека надворешната позиција на економијата на среден рок ќе биде стабилна. За годинава се предвидува умерено продлабочување на дефицитот на 3,2% од БДП, што според Централната банка ќе произлезе од понискиот суфицит кај секундарниот доход, согласно очекувањата за стабилизирање на номиналниот износ на нето приливите од приватните трансфери, како и од проширувањето на дефицитот на стоки и услуги. Во однос на банкарскиот систем, од Централната банка оценуваат дека тој понатаму ќе обезбедува солидна кредитна поддршка за економијата. Во време кога процесот на проширување е изложен на притисоци и тенденции на билатерализација, копенхашките критериуми се нашата заштита. Тие се потсетник дека европскиот пат не смее да се условува со прашања надвор од суштината на демократијата, владењето на правото и функционалната пазарна економија. Посебно ја цениме принципиелната определба на Данска дека проширувањето на Европската унија мора да се води исклучиво според копенхашките критериуми. Објективни, мерливи и еднакви за сите. Ова го изјави министерот за европски прашања Орхан Муртезани на заедничката пресконференција со неговата данска колешка Мари Бјере. Фактот што Северна Македонија наскоро ќе биде земја домаќин на самитот на лидери од Западен Балкан представува признание за нашата активна улога во обликувањето на европската агенда во регионот. Почитувана министерке Бјер, ви благодарам за оваа значајна посета во еден важен момент во пресрет на данското претседавање со Советот на ЕУ. Вашето присуство овде не е само гест на пријателство, туку порака на доверба. Ви благодарам за отворениот и содржаен разговор, за почитта што ја покажавте кон нашите напори и за пораките што ги носите со себе. Токму ваквите средби го потврдуваат она што континуирано го градиме. Партнерство кое почива на вредности, заемна почит и искрено сојузништво. Муртезани истакна дека на средбата со Бјере ги разгледале приоритетите на предстојното данско претседателство со Советот на Унијата, кој започнува следниот месец и ги поздрави заложбите на Данска за силна, демократска и безбедна Европа. Европа што е отпорна, но и фер, што се темели на вредности, но действува со прагматизам. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде господинот Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски.
седам, не се седи, одам, не се оди, седам, не се седи. Опшинарина нај, сега заиграј, опшинарина нај, и не таговај, опшинарина нај, сега заиграј, опшинарина нај, и не таговај. Шетам се нашетам, како тебе нигде не најдо, како тебе нигде не најдо, лично моме симпатично. Опшинарина нај, сега заиграј, опшинарина нај, и не таговај, опшинарина нај, сега заиграј, опшинарина нај, и не таговај. Жалимо ме, да жали ме, зошто ќе се разделиме, зошто ќе се разделиме, ти од мене, јас од тебе. Опшинарина нај, сега заиграј, опшинарина нај, и не таговај, опшинарина нај, сега заиграј, опшинарина нај, и не таговај. Жална вест. Во Дирбон, Мичиган, на 95 годишна возраст почина Даница Шерденковска-Паспаловска, родом од село Любојно. Останаата жалаат ќерката Лиљана и синаата Елица со своите фамилии, а на тој свет ќе ја пречека сопругот Петре и синот Владе. Бог да ја прости, вечна е памја. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.